Почитување со граѓани, штип кој важи за град во кој никогаш во минатото не се случувале предизборни инциденти и провокации, ово утро се разгоди со вандалски чинови кои најверојатно се производ на опозицијските куњи. 4 билборда на Воборот ДПМН се оштетени, а градскиот стадион е ишаран со политички графити. Иако добија место за лепење на изборни плакати, тие одлучија да го наградуваат градот шарајќи оному каде што ќе им текне. Ваквата политичка некултура не е видена со години. Притоа, важно е да се напомене дека ова не е прв случај, бидејќи веќе се регистрирани слични инциденти и во други градови низ Македонија, па станува јасно дека станува збор за организирана акција на опозицијата со која за жал се оцрнува целата изборна кампања. Одредени политички структури сметат дека со ваквите испати му носат штета на ВМРО ДПМН и коалицијата, но напротив, со ваквите безобразни чинови прво ја покажуваат сета нервоза и страх од губење на изборите. Со оглед на последните анкети кои покажуваат убедлива победа на ВМРО ДПМН. И второ, јасно ја покажуваат својата дволичност, бидејќи предстранскиот фактор глумат фер и коректен однос во кампањата, но во суштина го покажуваат и собствениот подпис ставен пред неколку дена со што се обврзано создавање на услови за фер кампања. Бараме од СВР Штип да спроведе соодветна истрага и да ги открие сторителите на овој вандалски чин, кој сосема е јасно дека е потигнат од представници на опозицијата. Секако, имаме своји сомнежи и во ваквата постапка, имајќи во предвид дека најважно за опозицијата беше да ги промени челните луѓе на коалицијата, отколку да обезбедат услови за фер и демократски избори. Ако вака се однесуваат во текот на кампањата, со уништување на билборди и пишување на пореки од јавни површини каде што не сме, тогаш секој од нас треба да се запраша какво сценарио има за денот на изборите, отколку ќе видат дека доживуваат нов пораз. ВМРО ДПМН ги повикува своите членови и симпатизери да не подлегнуваат на ваквите провокации и да бидат достоинствени. Уште малку време остана до 11 декември, до победата, потоа авторите сами ќе се срамат од своите вандалски чинови, ако воопшто знаат за срам.